Понеделнично издание на регионалните вести. Деновивено и цело лето низ градот покрај контејнерите можат да се забележат мини диви депонии. Од Центарот за Полошки плански регион, кој денеска одржа средба во општина Тетово, велат дека проблемот ќе се надмине со уредување на регионалната депонија Русино, зашто се одвоени 7 милиони и 800 илјади швајцарски франци. Сметот во Тетовско наместо во контејнери уредени депонии се почесто завршува на улици, тротоари и други јавни површини. На Попова шапка наместо чист воздух и зеленило, туристите наидуваат на дива депонија од каде се шири неподнослива смрдеа. И за добре дојде во Тетово ве пречекуваат купишта смет на претоварната станица, лоцирана на неколку километри од градот, покрај автопатот Скопје-Тетово. Таму со месеци поради честите дефекти, сметот пред да се однесе во скопската депонија Дрисла, наместо во станицата се истурана земја. Лоша е сликата и во речиси сите населби во Тетово, каде се создаваат мини диви депонии. Најголем проблем со комуналниот смет имаат жителите од горниот дел на Тетово. Таму нема доволно контејнери и редовно не се собира сметот, па истиот завршува на улиците и тротоарите. Граѓаните се плашат од заразни болести. Велат дека контејнерите се преполни затоа што во нив се фрла се и се што, поради немање на соодветна локација за депонирање на инертен отпад во ниту една полошка општина. Па за здраве децата близу овде, например пред градинката, мали деца учат и тука отпад нон стоп, тука контејнерите се полни со отпадоци. Нека му најде општина. Тој е општина. Тој е одговорна за општина, ние платиме порез. Јас сакам да знам од општина кај идат моје пари. Ама гигиената не е како што треба. Ни градска чистење нема, ретко. Градоначалничката на Тетово, Теута Арифи, не сакаше да даде изјава околу неконтролираното таложење на смет во Тетовско. Рече дека проблемот со отпадот во целиот Полошки регион ќе се реши со уредување на депонијата во гостиварско Русино, проект кој ќе го финансира швајцарската влада. Најпрвен ќе се работи на физибилити студија, а втората фаза е уредување на депонијата. Дека во рамки на студијата, значи ќе се дадат насоки дали тоа би се менаџирало од страна на јавно предпријатие формирано од сите општини или евентуално би се концесионирала, но тоа веќе е друга фаза. Предвидена е студијата да се изработи за 1 година, па потоа ќе се премине на уредување. Овој процес најверојатно ќе трае неколку години, период кога граѓаните од Полошко се уште ќе се гушат во смет. Во Гостивар се одржа настан за поддршка на лицата со попречености, преку кој беше испратена порака за општество еднакво за сите и поголема свесност за потребите на овие граѓани. Своја поддршка дадоа и председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери и градоначалникот Арбен Таравари. Штафетата на еднаквоста која се одржа во Гостивар во знак на поддршка на лицата со попречености сплоти голем број граѓани, активисти, млади луѓе, ученици, кои заедно испратија порака дека сите имаат право на соодветни услови за секојдневно функционирање и дека дискриминацијата треба да се заборави за секогаш. Настанот го организираа Сдруженијата Заедно можеме од Гостивар, Вера од Струмица, Ресурсниот центар на родители на децата со посебни потреби и граѓани активисти. Од тука, од ова место од Гостивар, апелирам до сите од секојдневниот општествен и политички живот, родители, пријатели и сите ние заедно. Бидејќи заедно сме посилни, да изградиме еднакво општество, да обезбедиме еднакви услови и да научиме како да создадеме совршени односи меѓу нас и да уживаме во хармонија едни со други, но и да си помогнеме еден на друг. Лицата со посебни потреби представуваат една ранлива група која се наоѓа се уште на маргините на општеството. Тие се соочени често со проблемот на изолација во средината во која живеат и покрај неповолното општествено-економски односи на лицата со посебни потреби им е неопходна потребата од општествена заштита во сите сфери на општествениот живот, здравство, образование, работните односи и сите други дејности. Јас сум Јосиф Мишевски, момчето со ретка болест, и ми представува особена чест и задоволство што денеска сум дел од овој настан. На самиот почеток би сакал да истакнам дека тука сум за да упатам порака на еднаквост и зборови од кои што ќе извираат емоции, мотивација, среќа и љубов за вас и за сите нас, бидејќи тоа ни е потребно. Собрани сме овде да го значиме овој ден. Ова иницијатива, штафета на еднаквоста, штафета е Беразис. Но не е доволно само еден ден
да им се посвети внимание на овие лица и на нивните права заеднакво со другите. Верувајте, тоа треба да биде секој ден, да представува дел од човечкото општество. Пред присутните на градскиот плоштад, каде што се заокружи штафетата на еднаквоста, се обратија и председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери и градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. Знаете, сите се раѓаме со нашите недостатоци, слабости, болести, живееме со нив и успеваме да бидеме радосни на крај. Посебно ме допре говорот на Јосиф. Јосиф, јас само да ти кажам што значи совесност, како се дефинира совесноста во медицината. Се дефинира како целосност и сеопфатност. Ние заедно сите ќе се обидеме да бидеме целосни и сеопфатни, заедно да соживуваме и да живееме и да помагаме едни на други во соживувањето. Јас само сакам да информирам дека во Собранието има интерпартијска парламентарна група која што посебно го жижа на интересот, статусот на лицата кои што имаат посебни потреби и со тоа ги упатувам двете друштва да комуницираат со таа група на пратениците, со тоа што ќе можат со нив заедно да влијаат врз законските решенја. Во моментов дел од решенијата се ставени во функција каде што може секој дете кој што има ваква потреба да има свој асистент во потребите дневни, за да не остане тоа све само терет на фамилијата. Односно, ако веќе тоа треба да биде член од фамилијата, да може соодветно да ги извршува тие обврски кон децата. Настанот го поддржаа и подпредседателот на Собранието Весел Мемеди, градоначалникот на општина Маврово Ростуше Медат Куртовски, представници на политички партии, општинската организација на Црвениот крст, спортски клубови, музичари, личности од јавниот живот. Активности во рамки на Европската недела на спортот што се одвива од 24 до 30 септември ќе има и во Тетово. Децата од градинката Спортски центар денес се запознаа со тројца фудбалери и еден одбојкар од градот. Значи, од 23 септември до 30 септември се одржува Европската недела на спортот, кој што се одржува во цела Европа под покровителство на Европската комисија. Во Република Македонија се организирани околу 50 настани на централно и на локално ниво, во кои што се вклучени околу 16 општини, меѓу кои и општина Тетово како една од поголемите општини, која што сериозно инвестира и ги подпомага спортските клубови на својата територија. Значи, денеска се наоѓаме во градинката на Спортски, учество ќе земат околу 60 дечиња кои што ќе им објасниме неколку работи околу спортот, што представува спортот и кои се сите придобивки од спортувањето. Се надеваме дека ова Европска недела на спортот ќе внесе голем импакт врз граѓаните на Република Македонија и дека во иднина се повеќе граѓаните се вклучат во тој начин на спортски здрав живот. Агенцијата за млади и спорт како главен носител на ова активност се потруди да го организира сето ова што се случува во следнава неела, во тековнава неела на највисоко ниво и се надеваме дека се ќе замине во најдобар ред. Градинките се установи кои со децата ги прифаќаат свите новости. Значи е за поздравување, бидејќи за прв пат имаме ваква активност од Агенција за млади и спорт и општина Тетово, каде што децата ќе бидат запознаени со спортисти од градов. И ќе им одржат спортистите по еден час, бидејќи тоа за нив е нешто ново. Иначе секој од сабајле кои ги примаме децата во градинка, значи се одржува час по физкултура. Сакаме да активноста во Тетово да почне од најрана возраст, значи од децата кои што се во градинката и се до оние што се во највозрастни категории, сите да бидат активни, затоа што само со активен живот може да имаме и активен град.
какви други активности ќе има и дали ќе бидат вклучени освен ученици и други групи на граѓани? Да, ќе имаме и други активности, освен денешната активност, ќе имаме и работилница, вклучувањето на жените во спортот, каде што ќе бидат вклучени спортистки, ќе бидат вклучени професори по физичко воспитание и други граѓани од Тетово. Ќе имаме повторно една спортска активност која што се реализира помеѓу средношколците и разни други активности кои што ќе бидат реализирани од страна на основните и средните училишта во Тетово. Кој ти е најомилен спорт? Фудбал или кошарка? Фудбал. Рио. Дарио, дали следи спортски надпревари? Да. Кој ти е најомилен спорт? Фудбал. За кој клуб навиваш? Барса. Кој спорт највише го гледаш? Фудбал, кошарка, ракомет? Ракомет. Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Тетово објави соопштение во врска со случајот на Ханџа Алич, емитуван во саботата на регионалните вести. Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово излезе со соопштение во врска со случајот на Ханџа Алич од Тетово, која беше спомната во регионалните вести на телевизија КИС. Како што стои во нивното соопштение, во врска со случајот на Ханџа Алич од Тетово на улицата 29 ноември, спомната во централните вести на телевизија КИС на 22.9 оваа година, истата остварила право на постојана парична помош врз основа старател врз две малолетни деца кои веќе се полнолетни. Ханџа Алич до 31.7.2018 година била корисник на правото на социјална парична помош по основ на невработеност и способност за работа. Од 1.8.2018 со наод и мислење на стручна лекарска комисија. Од 25.7.2018 година Алич оствари право на постојана парична помош за болест во износ од 4.306 денари. Исто така нејзината внука Фатима Али користи право на статус на дете без родители и родителска грижа по основ на невработеност до 26 годишна возраст во износ од 4.214 денари. Лицето Ханџа Алич ги користи сите права од социјалната заштита кои законски припаѓаат, велат од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Тетово. На Ханџа Алич од 2013 година и се одобрени и реализирани 10 барања за еднократна парична помош, заклучно со 7.6.2018 година, а во најскоро време ќе биде позитивно одговорено на уште едно такво барање. До сега лицето Ханџа Алич била старател на две деца без родителска грижа, и тоа на лицето Беким Дервиши кој е полнолетен и на Фатима Али која е исто полнолетна, а за останатите деца спомнати во прилогот на вестите на телевизија КИС нема никаква евиденција, велат од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Тетово. Покрај случајот со Ханџа Алич, јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово на 24.8. спроведе акција за чистење на стан на улицата Благоја Тоска во Тетово. Центарот за социјална работа со стручни лица излезе на терен во соработка со ЈКП Тетово, го исчисти станот во соработка со МВР, вршеше надзор врз контрола на работите, во соработка со пожарната служба ја изми улицата од настанатиот хаос при чистење на станот и во соработка со Центарот за јавно здравје Тетово го дезинфицира станот и целата зграда, стои во соопштението на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Тетово. Во Мавровското село Беличица беше одбележана годишнината од злосторот во 1944 година, кога во судир со балистичките групи настрадаа борците од третиот тетовски партизански одред и мештани, а селото беше запалено. Во Мавровското село Беличица викендов беа одбележани 74 години од злосторот во кој настрадаа борците од третиот тетовски партизански одред, меѓу кои и народните херои Гоце Стојчевски Амбарче и Тодор Ципровски Мерџан, како и жители на селото. Настанот го организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци од Гостивар во соработка со Тетовската боречка организација и со местната заедница на Беличица. На 19 септември 1944 година на овој простор силата и бруталноста ја потиснаа свеста и надвладеа над разумот. Овде во село Беличица на тој ден зората не можеше да се вклопи во утрото, а денот не можеше да се раздени. Пламените јазици шараа по небото на Беличица
измешани со врисокот и лелекот од очеот на оние кои гореа живи, беше речено на комеморацијата. На 19 септември 1944 година, бранејќи ја Беличица во сударот со злосторничките банди, загинале 21 припадник на тетовскиот партизански одред. 18 жени, деца и старци од селото биле стрелани и фрлани во огновите на запалените куќи. Кривични пријави за кражби поднел СВР Тетово против 3 државјанки на Бугарија кои краделе низ бутици. Полицискиот билтен информира и за нарушување на јавниот трети мир и сообраќајна незгода. Секторот за внатрешни работи Тетово поднесе кривична пријава против 25-годишната СС и 2 малолетнички на возраст од 15 и 16 години, сите од Република Бугарија, поради постоење основи на сомнение за сторени 3 кривични дела, кражби. Пријавените ги извршиле кражбите во текот на минатиот и овој месец. Тие влегувале во бутици под изговор да разгледуваат, но го искористувале невниманието на собствениците и одзеле паричници и чанта. На тој начин пријавените се стекнале со противправна имотна корист од околу 216.000 денари. Ноќеска околу 1 часот во близина на угостителски објект на улица Никола Тесла во Тетово бил нарушен јавниот трети мир со тепачка во која учествувале 39-годишниот АР и 24-годишниот БС, двајцата од Тетово. Двајцата учесници во тепачката кои биле видливо алкохолизирани, приведени се и задржани во полициската станица Тетово и по целосно расветлување на сите поединости против нив ќе следува соодветен поднесок согласно законот за прекршоци против јавниот трети мир, информира СВР Тетово. Вчера околу 2 часот и 45 минути на автопатот Тетово-Гостивар во непосредна близина на клучката за камењане патничко возило Пежо со скопски регистерски таблици, управувано од 42-годишниот ФЦ од Кичево, удрило и усмртило куче, кое неконтролирано се движело по коловозот. Од удирањето нема повредени лица во возилото, а причината е само материјална штета. Денеска пак околу 7 часот и 40 минути во гостиварското село Неготино 42-годишниот МХ бил нападнат од повеќе кучиња бездомници. При тоа, за да го избегне нападот, паднал на левата страна и задобил тешки телесни повреди, скршеница на раката. Со возило МХ пренесене во гостиварската општа болница Ферит Мурат и по укажаната помош пуштене дома. Се расветлуваат сите поединости поврзани со овој случај, информира СВР Тетово. Епилогот од вчерашните редовни сообраќајни контролни активности следен во денешните регионални вести. Вчера на 23 септември при редовни контролни активности спроведени од полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, вкупно откриени се 10 лица, од кои 5 од Гостивар и 5 од Тетово, кои не поседувале возачки дозволи. Покрај тоа откриени се и 8 возила, 3 во Тетово и 5 во Гостивар, со истечена регистрација до и над 30 дена. На возачите без дозвола и со истечена регистрација изготвени им се поднесоци и ги очекуваат глоби од 100 до 300, односно 500 евра во денарска противвредност, зависно од видот на прекршокот. Овие два вида прекршоци заедно со пребрзото возење се најприсутните на подрачјето и годинава и поради тоа и во наредниот период ќе бидат во фокусот на редовните и акциските контроли со цел нивно навремено откривање и ефикасно законско санкционирање. Стотина лица викендов во Виница се пожалиле на исти симптоми, стомачни тегоби и повраќање. Анамнезата утврдила дека сите јаделе на исто место, во сендвичарница во Виница. Сендвичи си купиле вкупно 215 луѓе. Подоцна со симптоми на труење се пожалиле од 80 до 100 граѓани, вели Горан Николов, епидемиолог во подрачната единица во Центарот за јавно здравје во Виница. Најголемиот дел од нив биле со лесна клиничка слика, но се думина завршиле и на инфективното оделение во Штип. Најмалиот пациент е 13 години, а најстариот 57, изјави Марина Шуманска, потпаролот на клиничката болница од Штип. Но ова не е прв случај на труење со храна неделава во Виница. Предходно беа хоспитализирани и други жители од овој град. Според зборовите на мајка на еден од пациентите, на оделението лежат 30 на виничани.
кај сите е пронајдена салмонела. Предпоставувам дека труењето е настанато од консумирање на торта од сладкарница од Виница. Не можеме да го утврдиме тоа, но се сомневаме, рече мајка на пациент. Граѓаните бараат построги контроли во сендвичарниците и сладкарниците. Надлежните институции велат дека и во двата случаи од посочените објекти се земени мостри, сендвичарницата е затворена и се чека на резултатите. Годинава на истокот беа актуелни повеќе колективни труења кога свадбари завршија во болница откако јадеа пирушки зачинети со салмонела. Денес имавме претежно сончево време со постепено наоблачување во попладневните часови. Утринската температура се движеше од 8 до 12, а дневната од 18 до 23 степени Целзиусови. Утре ќе имаме сончево и значително посвежо време. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, температурите во Македонија ќе упаднат за 10 до 15 степени Целзиусови, па утринските ќе се движат од 2 до 8, а дневните од 10 до 17 Целзиусови степени. Овде го завршуваме најновото издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.